Денеска истекува рокот за компаниите кои зеле помош од државата да им исплатат плата на вработените. Доколку до крајот на денот сопствениците на фирмите кои земале државна помош не им ги исплатат платите на вработените, ќе се соочат со кривична одговорност. Списокот на компании кои не ја исплатиле поддршката кон вработените кои им беше дадена поради корона кризата првично изнесуваше 708, но откако тие беа јавно објавени, им беше даден дополнителен рок. Бројот на фирмите кои вклучително со 5 август не ги исплатиле платите изнесуваат 366, односно 157 за април, за мај 209 компании, информираат од Управата за јавни приходи. Колку компании ќе се коригираат и ќе ги вратат парите кај работниците ќе се знае веќе во понеделник, истиот ден кога владата најавува дека ќе донесе кривични пријави до основното јавно обвинителство за неодговорни газди кои профитирале на грбот на своите работници. Генералниот секретар Рашковски вели дека дополнителниот рок бил даден на сопствениците да ја исправат својата грешка, но оние фирми кои покрај јавниот притисок и опомените нема да ги почитуваат насоките ќе одговараат пред законот. Газдите кои свесно нема да ги исплатат платите на вработените заслужено ќе се соочат и со кривична одговорност и блокирање на сметките, велат од бизнис конференцијата. Бошков вели дека вработените не треба да стравуваат за нивните плати. И од тие ќе им бидат исплатени благодарение на механизмот за присилна наплата. Државната финансиска помош беше дадена како поддршка од фирмите погодени од корона кризата, но за да се одржува економијата во живот. Од владата испраќаат апел до граѓаните да купуваат и домашни производи и да користат македонски услуги.